Печалбарите дојдени во полошко ја раздвижи економијата. Прометот, велат трговците, е зголемен за 50%, но според нив, гастарбајтерите од година в година се помалку трошат пари и престојуваат во нивниот роден крај. Во овој период, ја мислам дека сите се задоволни, почнувајќи од просјачи па до трговци, па да не збориме и тие хотелиерите. Меѓутоа, во оваа криза, овој период е многу краток и не знам во иднина како ќе може да издржат, бидејќи еве после 20 август овде ќе стане вистинска, мислим, хаос. Ќе нема купци, ќе нема, мислим, обртни и така. Мислим дека кризата го прави своето, али ова е многу краток период и секоја година се скратува временскиот период. Лани беше месец дена, овој месец мислам ќе биде 30 дена и така мислам дека загрижувачки, бидејќи кризата е не тропа на секој врат. Така. За колку проценти е зголемен прометот тука? Па да ви кажем, јас имав една пауза во околу 8 месеци, сега сум скоро еден месец дена, разликава е околу 50%, 60% од лани. Тука кај мене, мислам кај другите не знам, меѓутоа тука се движи процентот на купеност. Е зголемен, мало, ама не како другите години што е. Експертите сметаат дека потенцијалот на печалбарите воопшто не е искористен. Иселениците кои трошат пари на дневна основа влијае на стабилизирање на економијата, но сепак треба да се направи државна стратегија, како печалбарите да се привлечат за да инвестираат во трговски и производствени капацитети, вели Мендерес Кучи. Туку треба малку пошироко ова да се гледа и заедно да се анимира, како што на некој начин се анимираат гласачите, одат кај нив, бараат гласови, да одат со една платформа, со една можност, со една визија која што би се обработила и во нашите интелектуални кујни, би рекол, што не се универзитетите тука, и да ги филуваме добро, да ги пакуваме добро тие аранжмани, односно тие можности за инвестирање и да ги привлечеме не со бош моабети, туку со реални понуди. А тоа би било слично на ова што правиме за странските инвеститори, олеснување при давањето на разните дозволи, разните лиценци, при тоа внимавајќи секако на средината, на загадувањето на средината, односно доволно да се придржиме кон стандардите кои што важат за Европската заедница и секако за нив е тоа прифатливо и разбирливо. Другата страна е она што може да се направи чекор, но ја не сум поборник на тоа, да направиме големи отстапки во смисол на даноците, затоа што еве гледаме ние позајмуваме пари за да држиме нешто што е ветување, предизборно ветување, а ние секоја година скоро имаме избори. И така да од тие популистички политики ние више доста од сите страни. Полошкиот регион има што да ни понуди за да останеме тука во текот на целиот летен одмор, велат печалбарите. За да инвестираме во Македонија не се чувствуваме безбедни. Голем проблем е и бирократијата при вадење на основни документи потребни за изградба на објект, вели печалбарот Шабан Ферит. Држава не треба да ти дае пари, него да ти дава могуćност на документите полесно да ги земаш. Уместо да чекаш месец дена да ги земаш за една неделя или за 2 недели и така. Тоа е најбитно во оваа држава. Да се олесни за битни документи или инфраструктурата, ако инвестираш нека зграда или неко производство, да ти може да ти донесат струја, иако сам плаќаш струја, вода, едно друго, тоа да се скрати, тоа е да се оплаќа. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи изјави дека општината прави напори на печалбарите да им се олесни административната процедура за вадење документи. Значи имаме секогаш брза линија за нивните потреби во однос на општинските работи и нормално треба да имаме уште постабилна ситуација и можеби поевропска за да имаме повеќе инвестиции. Парите кои печалбарите ги праќаат и трошат во Македонија според одредени статистики достигнуваат сума од околу 1,5 милиони евра на годишно ниво. Тоа всушност би представувало околу 20% од бруто домашниот производ.
Државната изборна комисија објави дека по извршените вкрстени и теренски проверки на избирачкиот список утврдено е несовпаѓање на податоците на дел од гласачите. Најдоцна до петок граѓаните имаат можност да извршат проверка дали и тие се во групата на избирачи со неконзистентни податоци, поради кои не ќе можат да го остварат избирачкото право на престојните предвремени парламентарни избори. Проверката може да ја извршат преку апликацијата на веб страната www.sec.mk, која е адаптирана и за пристап од мобилен телефон. Исто така секој граѓанин заклучно со 19 август може да се обрати до подрачните одделенија на Државната изборна комисија или единиците на локалната самоуправа за да изврши увид во податоците во избирачкиот список. Доколку се утврдат несогласувања на податоците, истите можат да се исправат по пат на електронска или писмена пријава. До денес на Пладне, како што е објавено на интернет страната на Државната изборна комисија, увид во избирачкиот список извршиле 39.500 избирачи, а од нив 4.741 лице поднело апликација за пријава поради неажурирани неконзистентни податоци. Државната изборна комисија на 4.501 гласач им ја прифатило пријавата, додека за другите во фаза на разгледување и обработка. Наскоро треба да започне проектот за спроведување на секундарна канализациона мрежа низ Брвеница. Преку овој проект ќе се подобри квалитетот на животот на жителите од овој крај. Ова беше потенцирано при неодамнешната посета на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Тетовска Брвеница. Проектот го реализираат општината во соработка со Министерството за транспорт и врски, појасни државниот секретар Божидар Петровски. Еден дел по должината на овој регионален пат се прави од општината Брвеница. И ние тука малку застанавме со проектот за патот, за да може прво да се ископа за канализацијата, кој што некаде околу 15 милиони општината ја финансираше. Се заврши тој дел, тоа е примарна мрежа и потоа дојдовме со патот. Сега на рете од општината има останати средства преку Европската инвестициона банка, преку транспорт и врска околу 350.000 евра. Со општината договараме они да додадат плюс 150.000 евра и во вкупна вредност од 500.000 евра се направи на секундарна мрежа, канализациона мрежа натре во селото Брвеница. Значи сега е примарната, донесена е канализација до селото. А сега треба да се разграни низ куќите. Така, низ куќите, да. А веќе проектот цел е готов, се правеше ажурирана подлога, се мереше се. Треба со градоначалникот да седнеме само да видиме кои краци да ги направиме, затоа што во рамките на тој буџет не може се да се направи цело село да се опати. Ќе видиме кои се краци поважните за да може да се опати. Понатака општината сама ќе си продолжи да си ги прави останатите средства кога нормално граѓаните ќе се плаќаат за. Кога ќе почне изследбата на оваа втора фаза? Ние го очекуваме веќе проектот, планираме овој месец да донесе кај нас проектот градоначалникот, потоа да објавиме тендер кој би траел некаде околу месец, така да до крајот на годинава предвидуваме да почнеме евентуално со градба. Внесене во планот за набавки, би требало да почнеме до крајот на годината со градба. Потоа едно колку 6 месеци колку ќе треба? Па потоа од 6 месеци до една година, зависи колкава работа на терен ќе се види, тоа треба да се направи проценка. Значи негде втората половина на следната година канализацијата во Брвеница во најголем дел не се, но во најголем дел бива завршена. За време на посетата брвенчани потсетија дека изградбата на канализационата мрежа значи многу, затоа што недостигот од истата им создавал проблеми во минатото. Канализација е почната. Иницијативен одбор основано и до влада имаше доставено Министерство за транспорт и врски, Агенција за државни патишта, до општина Брвеница. Најскоро добиме од општина Брвеница. Владата сум задоволен, први ми даде одговор. Министерството транспорт и врски. Мало долго траеше таа процедура, но е почната канализацијата. Би требало нешто што ќе се почне до крај да се заврши. Само би ве замолил со тендерот да се земе добра фирма што е способна за изведување на фекална и атмосферска канализација. Овдека фекалната га почна, атмосферска во Брвеница нема. Ти одело по канал. Кога ќе дојде некоја бура, некоја попла, ми имаме од случајно, кажем тоа, од едната страна. Куќите ќе страдат со поплави овдека. Така е. Мора подземно атмосферска канализација со цевки се спроведе. За жителите на село Радиовце проблем представуваат и дупките на локалниот пат. Значи лани добивме атмосферска канализација, е сега пат околу 1000 метри, имаме неасфалтиран со дупки, тоа е повеќе од катастрофален. Значи ако можете да ми помогнете, општината не е во можност, да.
председателе, ова е локален пат кој што се оди преку локалната самоуправа. Ние ќе разгледуваме дали постои можност евентуално се отвори некоја си транша или преку јавното предпријатие, нито не можеме ништо да кажеме. Ова е чисто локален пат, надлежност. А може ли барем дупки да се покријат? Додека локалната самоуправа да најде пара. Ланска година преку зима општината ја замоливме багера да опрати да излеземе од дома. Ева нека кажат. Ќе се обидеме. А можете да се дупки да видиме. Ќе видиме привремено со дупки да се затворат. А потоа општината треба да го седи. За време на посетата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски беше резимирано дека во општина Брвеница се реализираат 4 крупни проекти: патот, клучката, фекалната канализација и воспитно-поправниот дом во Волковија. Телевизија КИС започнува со емитување на телевизиската анкета "Граѓаните зборуваат", во која жителите на Тетово ќе имаат можност да ги кажат своите согледувања за општествените проблеми и прилики, како и да истакнат кои теми и области треба да бидат анализирани во новинарските прилози. Со какви проблеми се соочуваат граѓаните? Што би сакале повеќе да има во вестите? Во вестите? Се да има, само што е реалност. Да не се каже и реалната природа или и реалната состојба на граѓаните во градот, во Тетово. Поготово. Оти секогаш се зборува дека има вработување, има ова, отворени нови капацитети, едно друго, а тие нигде не се гледат. Никаде тие ги нема. Дека е покачен стандардот на граѓаните, дека е намалено вработувањето, ова, оно, каде го има? Тоа не се спојува со реалноста на граѓаните. Затоа во вестите или во новинарството, истражувачкото новинарство треба да биде во прв план, за да му се спротивстави на било која власт. Да. Не на сегашната, туку и на претходната и на идната власт која ќе дојде. Лидер на состојбата во граѓанството да биде истражувачкото новинарство. А некои проблеми во градот кои што треба да биде истакнати или за кои до сега не се зборувало воопшто? Или пак требате повеќе? Па има премногу. Не знае човек од каде прво да почне. Дали од хигиената, одржувањето на градот, хаосот во сообраќајот, канализацијата, со водата за снабдување, водата за пиење и таа што го има и таа е нечиста. Мада тие некогаш, туку повеќе не излажат дека е водата чиста за пиење, а воопшто не е чиста за пиење. Тоа општеството го боли. Зашто цело време политиката го лаже народот. Има позитивни работи кои што треба да се зборуваат? Многу малку. Невидливи се. Во однос на негативните работи, позитивните се невидливи. Во вестите. Јас не знам, прво вестите дали се вести. Јас во вести не верувам. Све се крие, се кажува тоа што е наредено. Друго што да ви кажам? И па што би сакале според вас? Што би требало да има во вестите? Какви вести? Вистината да се кажува. Ненаместени вести. Од некого што ќе кажат. Например, за Тетово. Нека дојдат во наша улица да видат 20 години немат исчистено ништо. А се фалят ово е во Тетово. Џабе зборува тета Рифи, кога живиме во најнечист град во цел свет, не во Македонија. А има позитивни работи за кои треба да известуваат новинарите? Не знам дали има во Тетово позитивна работа. За во Тетово не верувам позитивно. Цел град е негативец, катастрофа. Тоа можам да кажам искрено. Како се чувствувам јас овде како жител на Тетово, победно нешто немам видено, да ви кажам. Со возилава некако не се баш како треба. Не можеш да идеш, почит нема, тоа. Што сакате повеќе да има во вестите? Зашто новинарите до сега не известиле или зашто сакате повеќе да известуваат? Проблеми некои
Проблеми нема, само сега са овие новинарите, сега телевизорите са партиски више. Колку ги гледам ние, тие са партиски. Ама што би сакале вие да видите? Да видимо правда. Свек дека правда, да се види, да гледамо нешто добро, убаво, а не да се гледамо нешто друго што не треба. Равноправно да има, тоа. Пример некои работи кои што би сакале да ги видите на телевизија? Па не знаем што да ти речем. Па да има нешто више за спорт, за младината нешто. Тоа највише, за нас старите, било што било, работа да има, за младите да не ни бега надвор, иначе отишле младите, ги нема више овде. Ја гледам тука у село кај нас, од 200 куќе не можеш да береш 20 млади. Ги нема у селото, и тие што са за 2 години, и тие ќе ги нема. Ендон ќе немамо луѓе овдека, деца, младина, па бега, па нема ништо, работа нема. Нема, ништо нема. Не са сигурни на ништо, младите. Тоа, гледа, просперитетот е слаб овдека. Све нешто се работа, кој што влага на работа, све партиски. Баш сега сум многу љута, сега ќе одам на нотар да се распрашам. Ми имавме тука куќа, живееме во Германија, имамо киријаши и тие водата не га плаќале со године. И ја тоа се чудим на државата како може така секој месец, значи во Германија струја, вода мора да се плати. А овдека луѓето, не знам какви закони се, не плаќале со године вода. И сега ја куќата сам га продала и се не можем да га префрлим због тие што са дужни толку вода што не платиме. Тоа многу ми е тешко и не знам на кого да се обратим сега. Сакате повеќе да има во вестите, значи некои теми, проблеми, позитивни работи. Позитивни работи, нормално, негативни, кој така? Нормално позитивни работи. Се што е убаво, све е добро за народот. Пример некој за нешто што би сакале новинарите повеќе да информираат? Новинарите по-објективни да бидат, друго тоа е. Што би сакале повеќе во вестите да има? Значи некои теми за кои што новинарите можеби до сега не информирале или пак можеби треба повеќе да информираат? Па не знам како да ви речам, треба да се ориентират за некои проекти, повеќе за проекти каде што ќе се вработат младите и ќе се допринесува за, мислим, за подобрување на социјалната страна на работниците, а не на сензациите што предизвикуваат немир и мислим двоумење кај населението или влее во народот, мислим, дефетизам. Што мислим да има да се работи за доброто на публиката, на народот, на така. Дали има некои позитивни примери, позитивни работи кои што можеле повеќе да бидат во вестите? Па да се ориентират, има позитивни примери кога се работи за екологијата. А инаку за овие други работи што информират за разни конфликти или не знаем што, допринесуваат за, мислим, за едно лошо мислење за воопшто за општеството и за состојбата во Македонија. Значи сметате дека во вестите треба да има повеќе за добри работи? За добри, тоа сакав да речем, дека треба да има за подобри работи, за некои постигања, за афирмација на некои работи, на некои активности, така. Свака партија не чини за ништо. Свака партија. Човек е тргнат за себе, за нас нема ништо. А некои проблеми во градот кои што мислите дека не се доволно на телевизија, за кои што треба повеќе да се зборува? Потреба да се зборува, да има работа, да работа младите, све. Ми е више готово. Сме го, како рекле тие, сме го обрали бостанот, ама и тоа не бидува ништо. Зашто би сакале повеќе новинарите да известуваат? Па за све што се дешава највише. Не за безвеза нешто, што е нешто интересно за тоа. Но што е според вас интересно?
Па еве сега за поплавите, например, убо е да кажа. Скупо тија кога и тоа е убо. Проблеми, као и вие знаете, има многу. Меѓутоа, постепено ќе се решават и тие. Новинарите треба да се ангажират повеќе, бидејќи е седма сила во држава. И затоа треба да ги барате недостатоци што се во градот. Градот од центарот е чисто, меѓутоа не е како што треба. Треба повеќе внимание да се на хигиената, на чистотата, на водата, тоа е. Освен овие негативни работи во градот, има позитивни работи кои што ние ги забораваме, можеби? Па ја мислим, по моето мислење е позитивно што еве се дружиме и албанците и македонците. Мислим, тоа треба уште повеќе да се внимава на тоа, да бидеме уште поблиски, да помогаме, бидејќи една држава сме и еднакви сме за сите. И затоа апелирам на сите граѓани. Сега политика е таква, мислим, ние као граѓани не треба да се подели. Треба да се помагаме едни на други, бидејќи нема друго место осим Македонија. Државата е исто и за нас, и за македонци исто, затоа треба да внимаваат, мислим, тие погоре што тоа е моето мислење. Сега секој има, као општина треба повеќе, мислим, да се ангажира тие. Не е само град Тетово, него и руралните места треба да внимават, бидејќи необработеноста е голема, стандардот е голем, а нарочито вие, новинарите, треба да истражувате каде е грешката, да се информира народот, бидејќи на вас повеќе граѓаните веруваат на новинарите и затоа ве замолим, мислим лично јас, повеќе да се ангажирате било каде. Да се докаже дека стварно овде не чини и Значи повеќе да се информира за проблеми, сакате? Да. Денес имавме сончево време, дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 6 до 13 степени, а дневната од 25 до 33 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува сончево време со постепен пораст на температурите. Ќе дува повремено засилен северен ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 16 степени, а дневната од 26 до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 8.